Судијката Дијана Груевска-Илиевска, која го води процесот за подкуп, даде 2 часа пауза откако одбраната на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој е обвинет за примање подкуп како градоначалник на Струмица, побара изземање и на обвинителот Златко Биковски, кој во меѓувреме дојде во судот за да го замени Владимир Милошевски, за кого адвокатите претходно побараа изземање поради изминат мандат. Според одбраната, ниту Биковски не може да го застапува обвинението, бидејќи е дел од, како што велат, злосторничко здружение кое монтирало политички процес против лидерот на опозицијата, а исто така бил обвинител и во случајот пуч. Дури 30% од домаќинствата или секое трето семејство со вкупните месечни приходи многу тешко ги задоволува потребите. Од друга страна, само 3,6% од домаќинствата изјавиле дека многу лесно со приходи го преживуваат месецот. Новото истражување, анкета за приходи и услови за живење што го објави Заводот за статистика, покажува дека во 2015 година сиромаштијата паднала на ниво на државата на 21,5%, но и натаму 445.200 луѓе живеат под прагот на сиромаштија, пишува порталот Портал во неделната економска анализа. Британскиот Врховен суд утре треба да донесе одлука за тоа дали премиерот или парламентот имаат право да го покренат процесот за излез на Велика Британија од Европската Унија, јавува АП. 11 судии или ќе ја поддржат претходната одлука парламентот да има моќ да се повика на членот 50 од Лисабонскиот договор, или ќе ја отфрли улогата на законодавната власт во корист на владата, која пак тврди дека не и треба изјаснување на парламентот за да го започне Брекзит. Британската премиерка Тереза Меј минатата недела во обраќањето рече дека очекува преговорите да траат 2 години, а заминувањето да оди во фази.